Приказната за детето што се плаши од сината боја, ќе ни ја раскаже младата Ана Андонова преку краткометражниот филм со наслов Кошмар во сино. Ова е нејзин втор краткометражен филм. Таа ни раскажа што ја инспирирало за да создаде ваква приказна. Тоа беше момент на инспирација, кога случајно пред неколку месеци видов графит на син ѓавол и се запрашав, бидејќи сите знаеме дека ѓаволите се црвени, така сите сме запознаени, се запрашав зошто да биде син ѓаволот. Дали некој се плаши од сината боја, дали некој има фобија од сината боја. Исто така моја инспирација за филмот е токму групата Pink Floyd, затоа што тие во првата етапа од своето постоење го изгубиле својот главен пејач Сид Барет, затоа што тој имал психолошки проблеми. И понатаму сите песни од Pink Floyd се основани за неговата состојба, се пее за него. Дел од тимот и актерите во филмот се млади лица. За некои од нив ова е прво вакво искуство и прв пат излегуваат пред камера. За разлика од Грашок, мојот нов филм има 15 актери, кои што сите се деца од 6 годишна возраст до 14 годишна и некои од нив веќе имаат неколку театарски представи зад себе. Главниот лик и уште некои други глумци никогаш немаат ни на театар, ни на филм, никаде глумено. Главен лик е 11 годишниот Лука Филиповски и 6 годишната Мила Глигоровска, кои што се покаже како одлични глумци, многу ме изненадија. Промоцијата на краткометражниот филм Кошмар во сино ќе се одржи во сабота во Центарот за балканска соработка Лоја со почеток во 20 часот.